Кога еднаш веќе ќе тргнете, постојано ќе сакате да патувате, да истражувате нови места. Ново патување кон Херцег Нови и фестивалот на мимозите. Сместени бевме во Суто море, иако лошо време, сепак по сместувањето се упативме кон градот Будва. Будва е позната и како црногорски Мајами. Будва е мал град со околу 60.000 жители и е една од најпопуларните дестинации во Црна Гора. Скулптурата на балерината е главниот символ на градот. Се наоѓа покрај брегот веднаш до зидините на стариот град. Има разни легенди за балерината, но во едно сите веруваат: ако ја протриете скулптурата, ќе имате среќа. За жал, ние немавме доволно време, бидејќи патот понатаму не носеше до Порто, Монтенегро и до Тиват, па не ја видовме балерината. Меѓутоа го посетивме стариот град Будва. Стариот град Будва, според историските извори, е една од најстарите населби на Јадранот. Податоците одат назад дури до 2500 години, кога на овие простори била Илирија. Стариот град Будва е единствената архитектонска и урбанистичка целина, опколена со средновековни бедеми, кули и капии. Локалците знаат да кажат дека тоа е срцето на Будва. За прв пат градот се спомнува во 5-тиот век под името Бутоа. Изграден е на мал полуостров, бил оштетен во земјотресот во 1979 година, но бил потполно обновен и го сочувал својот препознатлив изглед. Венецијански стил, мали и тесни улици, камени куќи, историски знаменитости и споменици на културата. Во стариот град треба да се посети цитаделата, се наоѓа во најјужниот дел на стариот град. Таа е средновековна тврдина во која некогаш се наоѓала црквата на Света Марија од 12-тиот век и е една од најпознатите монументални градби во Црна Гора. Прв пат се спомнува во 1425 година, а била изградена за заштита на Будва од страна на морето. Тука се наоѓа Поморскиот музеј. Остатоци од римска вила од 2-тиот век се наоѓа во самиот центар на стариот град. Познати се по прекрасните подни мозаици од најдобриот период на Римската империја. Санта Марија ин Пунта е некогашен бенедиктиски манастир од 9-тиот век. Се наоѓа во близина на цитаделата. Се користи за уметнички изложби и концерти на класична музика. Покрај црквата Санта Марија ин Пунта се наоѓа црквата Света Троица, православна црква изградена во 1804 година. Прекрасниот иконостас во оваа црква датира од 19-тиот век. Црквата на Свети Сава се наоѓа во близина на цитаделата и наводно е изградена во 14-тиот век. Таа веќе не е во функција. Црквата на Свети Јован Крстител се наоѓа северно од цитаделата и е изградена во 8 век, а обновена во 17-тиот. Најпозната тука е иконата на блажената Дева Марија со Христос. Оригинално име на ова икона е Мадона ин Пунта. Тука се наоѓа и познатиот стаклен мурал. Има уште многу работи кои што се интересни за посета во градот Будва. Меѓутоа, ограничени со времето и желбата да уживаме во Јадранот, не ни дозволија понатаму да продолжиме со нашата прошетка. Ве оставам да уживате во она што успеав да го снимам во градот Будва.